Група на експерти од земји од Европската Унија денес започнаа со скенирање на состојбата во територијалните противпожарни единици во државата. Прв на листата беше Штип. На лице место тие се запознаа со состојбите и предизвиците со кои се соочуваат овие органи. Најголем проблем е едукацијата на самите пожарникари, значи ниното едуцирање, ниното вежбање и многу заостануваме во однос на личната заштита опрема кај пожарникарите. Значи сето ова што работевме оваа година, ја подобривме колективната опрема која што располагаме, а тука заостануваме, се надевам во наредниот период и овде ќе можеме да направиме еден добар исчекор, така да нашите луѓе пред се бидат заштитени при нивната работа. И покрај ова, Штипската противпожарна единица по екипираност и квалитет важи за една од подобрите на ниво на држава. За така да остане во иднина, мора во континуитет да се работи на подигање на квалитетот и на кадарот и на опремата. Веќе имаме аплицирано заедно со општина Гоце Делчев од Бугарија за ново противпожарно возило. Тоа се пари од средства од Европската Унија, доколку ги добиеме, ние ќе имаме и ново возило за противпожарната единица. Пред неколку недели добивме и поддршка од Дирекцијата за заштита и спасување во опрема, која што ја примивме и која што ќе им се најде и ќе им биде од помош на нашите пожарникари кои што го покриваат Штип и општина Карбинци. Реално на ниво на држава системот за заштита и спасување не е на посакуваното ниво. Од тука мора да се работи на негово реформирање. Институционалното нефункционирање во Македонија доведува до голем проблем во делот на заштитата и спасувањето. Една од главните работи е воспоставување на меѓуинституционална соработка во Македонија, за да можеме да бидеме ефикасни во делот на заштитата и спасувањето. Скенирањето на состојбата групата од ЕУ ќе ја заврши за 10 дена, по што ќе бидат дадени насоки како истата да се подобри.